Почнува рокот за поднесување барања за директна финансиска поддршка во земјоделството, проектирана на вкупно 160 милиони евра. Сите пречки кои досега кочеа процесот се отстранети, а решена и проблемот со софтверот за аплицирање. Крајниот рок за доставување барања за субвенција е 15 септември. Ви известувам дека ги решивме проблемите со софтверот за аплицирање во Агенцијата за финансиска поддршка и ги повикувам земјоделците да конкурираат од денес за добивање на субвенции за годинешното земјоделско производство. Рокот за поднесување на барања за директни плаќања ќе трае до 15 септември годинава. Земјоделците можат сами да поднесат барање за директни плаќања преку е-барање, кое е поставено на страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Како што објасни Николовски, за помош околу аплицирањето, земјоделците може да ги користат и услугите на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Апелирам до земјоделците да го испочитуваат овој продолжен рок за аплицирање, за да може поднесените барања навреме да се обработат и субвенциите да се исплатат согласно предвидениот распоред и календар во текот на годината, кој што е усогласен со типот на земјоделското производство. Барањата се поднесуваат по електронски пат без доставување документи, врз основа на претходно евидентни податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни. Одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели пред поднесување на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарското друштво со кое имаат склучено договор. Постапката за поднесување барања за директни плаќања е иста како и претходната година, напомена Николовски и додаде дека на сите огласни табли на подрачните единици на Министерството за земјоделство од денес кај на видно место ќе бидат истакнати соопштенија на кои пишува кои се потребните информации за аплицирање.